Почитувани представници на медиумите, Социјалдемократскиот сојуз вечерва имаше плодна дебата и донесе едногласна одлука. СДСМ нема да учествува на изборите на 24 април. Заклучоците кои што ги донесовме на Централниот одбор после дебатата се следните. Фер, регуларни и демократски избори за Македонија се императив, а не датумот на изборите. На Македонија не и требаат уште едни нерегуларни избори. Затоа, менувањето на датумот на изборите не е желба на опозицијата, туку потреба за целосна реализација на договорот од Пржино. Квалитетна и кредибилна проверка на избирачкиот список не може да се направи за 40 дена, а без кредибилен и веродостоен избирачки список нема регуларни избори. Нема фер и демократски избори без соодветна регулација на медиумите и создавање фер медиумски простор за сите политички партии со навремен ефект пред изборите. За СДСМ неприфатливи се избори без навремено прочистен избирачки список и без навремена регулација на медиумите. Затоа, на избори на 24 април, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да учествува. Демократска Македонија инсистира договорот од Пржино да се исполни во целост, затоа што не постои алтернатива на овој договор. Едностраната одлука на власта да го распушти парламентот на 24 февруари и да оди на избори на 24 април, без претходно исполнети услови за фер, демократски и регуларни избори, ја стави СДСМ пред одлука со две опции. Да ги напушти државните институции или да ја даде шансата да се коригираат одлуките за датумот на изборите. Остануваме посветени договорот од Пржино да се исполни во целост. Ние нема да бидеме причина за кршење на договорот од Пржино. До пред распуштањето на парламентот даваме шанса да се коригираат одлуките за датумот на изборите, за да може да се исполнат условите за фер, демократски и регуларни избори преку навремено прочистување на избирачкиот список и преку навремена регулација на медиумите. Благодарам. Одлуките се следните месец дена до пред распуштањето на парламентот. Остануваме на се што е предвидено согласно договорот од Пржино. Тоа значи остануваме во влада, остануваме во парламент, целосно да не дадеме никаква причина на нашиот политички противник дека ние сме тие кои што го прекршиле договорот. А при тоа да остане и потребата од улогата како барање на опозицијата за техничка влада. Секако, ако тоа не се случи, да во овој период се одложат изборите, а тоа ќе го знаеме најдоцна до денот на распуштањето на парламентот, веднаш Централниот одбор ќе ги соопшти одлуките, кои што очигледно и граѓаните ги очекуваат дека. Значи вие до 24 февруари давате рок да преживее договорот од Пржино. Такви се заклучоците, до тогаш даваме рок и уште еднаш испраќаме апел да се испочитува договорот од Пржино во целост. Императив за Македонија се фер, регуларни и демократски избори, а не датум за избори колку што да се има избори. Мора да се исполни договорот од Пржино во целост. Што доколку се распушти? Заедница да изврши поголем притисок сега? Со оглед на реакциите кои што дојдоа различни од различни страни. Значи, ниту сме имале притисок досега од меѓународната заедница, ниту очекуваме некој притисок да имаме од меѓународната заедница, само ја повикуваме. Пријателски настроената меѓународна заедница, а е цел овој период пријателски настроена кон Македонија, да држи до принципите на европските вредности, да држи до добрата иднина на Македонија како вистински пријатели. Ние во Македонија имаме капацитет. Имаме капацитет Македонија да ја вратиме на нормалниот колосек, да ја вратиме повторно слободата, демократијата, правдата и европските вредности. И затоа европските принципи и вредности за нас се идеал, за нашиот народ и за нашата земја. И да не се обидува никој да ја убедува опозицијата, да тргне настрана од тие европски вредности и принципи. За нас план Б за Македонија нема.
целосно членство во Европската унија и во НАТО, се еднината на нашиот народ и на нашата земја. Оптимален датум за избори, господине Заев? Дека во ова време што го дадовте ќе се исполнат тие уште две точки од договорот од Пржино, дали ќе иде? Не постои можност, заради тоа сме категорични, на 24 април ние не учествуваме во избори. Не постои можност да се регулира избирачкиот список онака како што е предвидено по закон и по методологија која што е прифатена од ВМРО, ДПМН, од ДУИ и од ДПМ, и од ДПА. Од СДСМ се уште не се соопштени ставовите на прифаќањето. Така да само по таа методологија и по тој закон сите операции кои што треба да доведат до кредибилен и веродостоен избирачки список не може да се исполнат. Тоа го знае и Груевски. Заради тоа иташе да повторно лови во матно и уште еднаш на Македонија и приреди нефер, нерегуларни и недемократски избори. Тоа ниту сакаме, ниту можеме, ниту ќе го дозволиме. Ние сме опозицијата во Македонија, ние сме главниот коректив на државата. Ќе обстоиме на вербата со која што се повеќе се охрабрени граѓаните на Република Македонија. Што доколку се распушти собранието? Кој е за вас оптимален датум? Оптимален датум за избори е со исполнети обврски од договорот од Пржино. Штом ќе биде прочистен избирачкиот список и штом ќе бидат регулирани медиумите и ќе бидат минимум фер основ, за да сите политички партии имат рамноправен простор за фер политички надпревар, веднаш може да бидат закажени изборите. Напоменувам, изборите може да бидат закажени заедно сите политички партии и уште еднаш Државната изборна комисија е таа која што соопштува кога, како може да биде проверен избирачкиот список. Тоа не е ни Зоран Заев, не е ни Никола Груевски, ни Али Ахмети, ни Мендух Тачи. Ние избравме независна државна институција, која што веќе соопшти преку председателот кои се предпоставките. Да оставиме независните државни органи, фала Богу веќе ги има две институции, да работат својата работа. И тие се тие што треба да зборуват. Кога може да биде прочистен избирачкиот список? Тоа е Државната изборна комисија. Господине Заев, уште едно прашање ако може. Американскиот амбасадор Джес Бейли денес преку соопштение ги повика сите политички партии да учествуваат на изборите. Како го коментирате тоа? Му благодарам на амбасадорот Бейли за одличната изјава, комплетно во функција на интересите на Република Македонија. Во процес во кој што е влезена Македонија, да се донесе еднострана одлука од власта, го нема никаде во ниту еден демократски свет, ниту било каде во Европа. Пораката е испратена. Само сите партиципиенти во изборите може да учествуват. Како што гледате денеска, тоа не е само СДСМ. Денеска огромен број на политички партии и испратија порака дека не учествуват на 24-ти. Зошто? Сакат фер шанса. Фер шанса за надпревар. Фер шанса ако имат најдобри кандидати и најдобра програма, најдобра понуда, да има шанса да победат. Тоа во Македонија не беше возможно. Тоа ќе го возможиме. Сите заедно, здружени со граѓаните. Која е вашата стратегија доколку се распушти собранието на 24 февруари? Ќе донесе Централниот одбор тогаш одлука, ако се распушти собранието на 24. Денеска ги соопштивме нашите ставови. Ако дозволите само уште едно прашање. Утре со јавното обвинителство ќе расправа околу одговорноста на Катица Јанева заради непотпишувањето на записниците што добивате во материјалот од вас. Нели е тоа притисок врз специјалниот јавен обвинител? Не ми паѓа на памет да се мешам во светоста на двете драгоцени независни институции, кои што се надевам ќе охрабрат да сите државни институции станат независни во Република Македонија. Секако верувам во капацитетот на нешто за кое што и јас одлучував заедно со сите 4 политички партии, заедно во парламентот и пратениците од нашата политичка партија го гласаа законот, има услови за работи специјалното јавно обвинителство и апсолутно до тука би можел да коментирам.